Нова епизода, добре дојдовте. Значи, денешниот гостин не е случајно избран. Сакав со некој да поправиме муавет со што е активно вклучен во креирањето, а можам да речам и во зачувувањето на тие културолошки вредности кај нас, поготово во Битола, затоа што е наш урбан лик. Со некој кој што ќе можеме да поправиме муавети за таа лична борба која се води секојдневно со тие секојдневни социјални неправди, со тие корупции, со тие луѓе кои што едноставно не сакаат да видат некој да биде успешен и не сакаат доволно да поможат во тие борби. Сметам дека нашиот денешен гостин доста многу може да ни објасни, да ни каже за неговата борба и за неговите дела што ги има досега направено. Се работи за Игор Трајковски Фоја, а ние по битолски си викаме Фоја, си ги членуваме, така? Тоа е битолски, да. Тоа е битолски ефтен, да. Мило ми е, добре дојде. Фала ти на поканата, фала ти за можноста и фала ти за прекрасните зборови во најавата. Да, чекај, уште немам кажа. Не можеш да кажам, Сакав за гледачите малце накратко само да кажам што како. Значи се работи за магистар по драматургија и филмско сценарио, писател, автор на 9-10 книги, ако не се лажам. Вели име влюбеник во пишаниот збор. Така гледам се опишват луѓето што се автори, писатели, влюбеници во пишаниот збор. Позади тебе имаш доста изложби, многу активности, некни на кафе правевме муавет. Во 40 минути ми изнакажа толку многу работи, што прво ми беше фасцинантно да ги слушнам и ми беше мило да ги слушнам, а второ ми е криво што нема да можеме се да истакнеме и да кажеме, ама секогаш во интерес на времето ќе склопиме нешто што можеме и колку што можеме. Вака препознатлив си најпоследно сега со твојата книга Ноќта, филм кој се чита. Те знаеме, исто беше поранешен собственик на Радост кафе. Радост кафе едно култно место кое беше и остана, каде што се промовираат доста културни настани, книги, фестивали и секакви други работи. Сега си рецензент некој време, така? Па и рецензент сум и уредник на доста книги. Да, значи многу работи си. Ако треба, ако сака некој на емейл, ќе му пуштиме во писмена форма, што вика тоа. Не сум за женење, нема потреба толку. За женење, да. Пошто си најактуелен сега со книгата Ноќта, која што на интернет гледам доста портали пишат и не само која објави, него и во овој последен период гледам многу позитивни критики. Една информација доста интересна е што книгата се продаде и во 50 примероци на една бензиска. Точно така, во Битола, да, точно така. Тука можеме и да ја побиеме тезата дека луѓето не читат, дека битолчани не читат. Битолчани читат. Читањето е лесно, се чита од лево на десно, од горе надолу и се учи од прво, второ до трето најкасно. Да. Касно со читањето. И покаде луѓе што ги знаеме околу нас, скоро сите знаат да читат. Така да, кога ги речат битолчани не читат, тоа е грешна фраза. Значи тие читат. Сега дали читат книги и ова се побива со овој факт, освен ако ги купиле книгите негде ако му клима масата па да ги имат ставено. Може и таа теза, да е. Ама мислам дека поевтино да си купат некое, да речем, списание или некоја да деланко дрво, отколку да купат книгата за таа намен. Многу интересна ти е позадината за Ноќта. Сакам цела да ја кажеш баш онака на кафе кој си бевме, кој си правевме муавет, затоа што таа не беше замислена да биде првично книга. Да. Беше замислена сценарио за филм. Точно така. Иначе овде ти е супер удобна атмосферата, енергијата супер. Ако не стигне нешто, ќе ме викнеш, пак кафенце супер фреш, ќе напиеме кафенце, ќе си правиме муавет, ќе не слушат луѓето ако сакаат да не слушат, ако му сме интересни. Уште Жак Лук Годар има речено дека приказната има почеток, средина и крај, но не е секогаш по тој редослед. Така и ќе почнеме сега, како што каже од Ноќта, па да стигнеме до другите работи. Така почнам и со тебе на муавет. Ноќта е книга што побуди голем интерес кај битолската и македонската јавност. Имаше и во Скопје промоција, на сајм во Скопје бевме прво во Битола се разбива промоцијата беше. Само ќе те замолам, извини, ќе те прекинам накратко. Да, ќе кажам, стигнеме. Како што ти кажав, се има почеток, средина и крај, само не по тој редослед. Точно. Сега оваа книга е еден обратен процес од вообичаениот. Најли многу често ќе видиме овој филм е направен од книга. Значи од книга се прави филм и така натаму. Овде од сценарио, значи што е документ литературен, сепак е документ, но многу поинаков во форма и содржина и во опис, од роман, од сценарио стигнавме до оваа книга. Тоа сценарио своевремено беше моја магистерска теза на факултетот во Охрид, каде што бев на постдипломски, подоцна ќе се навратиме и на тоа.
И таму го разработував со Иво Трајков, тој беше ментор, во негова класа требаше да магистрираме. Но не магистриравме. Сценариото помина супер зашто на конкурс од Агенција за филм во Македонија доби награда. Неколку сценарија таа година добија награда, зборуваме за парична награда. Паричните средства и наградата укажуваат дека е добро сценарио, но на наредниот конкурс, кога веќе собравме екипа, продуцент застана, имавме писма на намери од Словачка, Словенија, Чешка, телевизија, и Иво Трајков застана како режисер, тоа сценарио беше одбиено. Од агенцијата за филм, истата агенција која го награди во најдобрите неколку сценарија за таа година, истата агенција на наредниот конкурс за филм кога веќе се аплицира, тоа е веќе поинаков начин на аплицирање. А со сите документи приложени и ние нормално побаравме по жалба да ни се каже зошто е одбиен проектот. Објаснувањето беше сценариото не ги задоволува критериумите. За мене несватливо, ни прифатливо. Пробавме понатаму да аплицираме уште еднаш и црвен картон. И јас, како што кажем, имам неколку книги, уредник на повеќе книги, рецензент, така натаму сум објавувал книги, во 300 правиме книги. Сакав да ја раскажам и таа неправда за сценариото, но и тоа филмско сценарио сакав да го оживам на некој начин. Секако филм е идеална ситуација, пошто беше пишувано за филм. Так. И веќе неколку години, од 2018-19, паралелно си го разработував. И го разработував и аплицирав. И понатаму во Министерството за култура добив за тој роман. И оваа година го отпечативме, го издадовме, и Иво Трајков е рецензент исто така. Книгата веднаш има многу големи позитивни реакции, може да се види на Facebook страната, на порталите. Луѓе од секакви бранши пишуваат, велат, сакаме да гледаме филм од оваа книга. Дали биле тоа адвокати, писатели, професори, или па може и атлетичари да се рече, буквално секој. И видов неколку добри осврти од луѓе што ти пише баш на... Да, јас баш ми пишуваат, ми пишат порака и ги прашувам дали се заинтересирани, зашто сметам дека и тоа оди во прилог, пошто не може гласот на човекот да се стиши. Ние сме научени дека треба да наведниме глата за да не ја стечи некоја сабја, и тоа е во нашата генетика, и се мислиме дека ќе истуркаме со чекање, но со чекање тешко се случуваат работи, како што турците заминале по 500 години, ние никој од нас нема 500 години за некоја своја желба да ја истрае. А ти си еден од тие, и не спомнав на почетокот, затоа и намерно те викнав и ми е кеф, што ти си еден човек што е истраен и што е, така да се изразиме, и наед, чија може, ама сакаш да си го направиш и да си го истераш твоето. И имам некој таков, да, позитивен, кога што идат позитивна треба, позитивен и наед да го наречиме. Таа неправда некоја што си ја сметам против мене, гледам да истуркам. Сега ќе кажи времето, луѓето, значи нивниот суд, дали тоа било правично или не. Ете исто беше со Нокта. Јас сметав дека тоа треба да излези. И шо поголем, да речеме, шамар за институциите, што ме потиштиле дека не чини тоа сценарио, од ова луѓе да пишуваат, да ја читат книгата живе, веќе и 4-то ноемвриската награда бев награден за литература за самата книга. Веќе само оваа книга како производ од сетата, да речам, неправда, е една голема сатисфакција, но продолжувам, се надевам дека ќе снимаме филм, пошто тој треба би битолски, Иво Трајков пак е заинтересиран за да би режисер, најавме продуцент, Роберт Јаданџиски, се надеваме дека ќе оваа година ќе најдеме начин дека агенцијата за филм ќе има некој поинако гледање побистро на овие. Ми лаик да се овие работи се чудни што ги збораме. Но ние ќе се направиме наше. Ова самото тие 20-30 души што напишале стојат со нивниот интегритет. Значи некој е професор на факултет, некој адвокат, тие се луѓе од градот и луѓе што за себе оставиле работа, дали се студенти, дали се тоа, не знам, може да е и прво место во атлетско трчање, секој кога приоѓа застанува со целиот багаж. И тоа е многу посилно од она што треба да наметне некој систем. А оти поединецот има сила. Сега зошто го зборувам ова? Тоа е главната премиса на оваа книга. Имаме еден Томе, детектив по потекло од Битола, кој што се враќа од Скопје, го пуштаат да речем, на задача како супервизор на еден случај кој треба да води, и се сретнува со целата корумпирана ситуација на системот, сите тие пипци,
во сите сфери на неговото делување. И И тој си е некој табиец, негов, некој позитивен да речеме инает, и си тера по него и турка. И на крајот ќе истурка, тој нема да смени цел систем. Тоа е невозможно, нас на сите не јасно, ама ќе смени барем една човекова судбина. И кога тоа се случува е големо, и секоја промена трга така, јас мислам. И оттаму била идејата и за сите други работи што ги правевме, што викаше радост. Радост мене беше фасцинација некоја за кафич, уште средно гоевме, со Дафето, Девер ми е Дафето, заедно учевме средно. После ми излезе, наречем, из паркот, највеќе ќе заглававме некоја клупа и си мислевме што ќе имаме ние кафич, каков ќе правиме ова. Еднаш баш памтам Охрид, ова е многу интересно. Охрид се разбудваме, бевме на одмор и стама од спиење тој целио, сомвав нешто што сомваш, и вика сомвав, вика на 106 оди реклама за нашиот кафич. Сигурно како е рекламата на љубавите забави досега во кафе бар So Far. Тоа беше рекламата што сомваше Дафето. И од таа реклама ете стигна јас да отворам кафич 2014 на 16.6. Едноставно тоа следствено беше на работи што ги правевме. Од 2010 се вративме од Скопје сите од студии. Имавме некој живот таму, заеднички друштво, да речам, што уште од гимназија што дојдовме таму. Ние битола познати сме, гето сме, се гетоизираме, се паќаме, се држиме и не се киниме. И затоа те гледаш и ги правиш овие емисии, ги правиме овие работи. Имавме пријатели од страна, не дека не, ама таа цела дружба што продолжи на факултет и кога се радиме пак продолжи на некој начин. Најпрво почна со 300 фестивалот, за 300 фестивалот едноставно сите што се радиме од Скопје и некои што останаа Скопје да живеат, почнавме да размислуваме што да правиме од овие сите работи што правиме. Јас 2010 прво книга издадов една. Што беше резултат пак на некои работи што се борба со системот, ете веќе како влегваме. Да, тоа е аспектот и она што мене ме бендисува е твојата истрајност во сето тоа. Затоа сакав да си поправиме муавет, имаш ти што да кажеш за на таа тема. Фестивалот се одржува поќе години, ако се лажам. Од 2013 е првото издание на 300 работи 300, а 2011 имавме предвестник на тоа беше, значи 2012 е 300 работи 300, 2011 беше литературно читање. Тоа се собравме дел од Паркети, од Фолтин, Славе, значи тапрано на Фолтин, Симсо од Паркети, Мрако од Фолтин, бившо Фолтин да речам, низа луѓе, Чапе, Лаче, Дафето, сите луѓе што бевме околу, направивме на крајот најпрво едно литературно читање. Тоа беше презентација на наша лична поезија и странска поезија со свирење. И првото беше во Тумбекафе, баш се преполно Тумбекафе, тоа беше за Битфест. Боре кај Тумбекафе кај амфитеатар. Да, преполн беше тоаш. Ама за таа намена снимивме краток филм нем, каубојски. Се викаше Во долот на конзулите. И јас и Симсо сме како херој и антихерој. Јас сум негов во приказката кратко ќе раскажам, јас сум негов партнер, имаме грабежи некои заради девојка во филмот. Јас го напуштам него, јас земам девојката и станувам шериф и го бркам Симсо. И јававме коњи. Да, тоа така му се падна, да, ама беше многу ефективен филмот. И филмот беше направен како да речам 3-4 дела по 2-3 минути, буквално дел филм, дел музика, дел читање и пак дел филм. И на крајот, од јас јавав во филмот Коњ, на крајот се една бела веспа, јас легов таму нешто го отепав Симсо, мислам дека го отепав, да, така се погоди. Така му се погоди, така му беше. Нешто, јас бев сценарист на тој намести да отепав. Беше некој друг, може јас ке без Да. И беше да речам некој аматерски момент на движење на работите, ама пак е нешто, јас најмногу верувам во тоа дека се учи најмногу од грешење. Ете, јас прво на шумарски запишав, значи прво го сгрешив факултетот, ама ако не го сгрешив тогаш... На шумарски? Прво на шумарски учев, да, гледаш, не ти кажав се. А во тој момент што те повлече на кај шумарски? Сега ти кажам, тогаш немаше вака толку да е со интернет и толку интернет имавме, дека немавме сите тие работи, само што 2005 збораме година, е пред 20 години од сега. Некој бран се погоди за Словенија, ќе заминува на студи, неколку другари, тоа беше другар ми Боби Тајсона. Боби Тајсона, како не газам, поздравам 5 години заедно работевме. Тој за Словенија, брат му беше во Словенија и други другарки некои за Словенија. И Пецка ќе го поздравиме. Ќе поздравиме, не може да не ги поздравиме. И што се случува?
Јас поднесувам барање, тоа значи аплициравме и на барањето треба да напишеш 3 факултети. Јас сега прво го напишав режија, памтам, второ архитектура, каде во Љубљана, и трето не каде за кувар напишав. И кумбата ни е кувар. И супер, ќе си направиме. Може и да готвиме некој. Да, ќе сготвиме тоа супер. Ќе земеме мали сими мој готви. Нема проблем. Растот, ние ќе јадиме само. Јас ќе чистам, ако има риби, јас ќе ги чистам. Таза е па ти готово е, ме така работа. И што се дешава? Пуштаме апликација и ова поштите што велат сега македонска пошта нечи, тоа е мит. Значи македонска пошта никогаш не чинела. Значи јас имав пуштено барање и као на пример таа година му стигае на кој факултет имало приемни, на кој најмало. И мене ми стигна писмо и сакам супер, нема приемни, ќе ме примат. И ми стигна писмото дома на пример на 20, приемните беа 15. Поминало. И во писмото пишеше дека примен сум за кувар, само таму немало. Јас во главата режија и не беше толку страшно што за кувар. Ќе одев и за кувар, ама тој беше во Порторош, а другарите одеа во Љубљана и во главата, знаеш, детски ум. Демек сега сите ќе одат Љубљана, зашто на Порторош, да. И бев разочаран, она мислев да и војската. Од имаше последна година бевме ние регрутација. Бевме на регрутација и којдов на тоа наредното, значи немаше скоро никој. Значи покето не знаеја да читат што беа за да пополнуваат тестој. И реков дај да немам војска, не личеше тоа како војска ништо. И се ме на кафе Апчевска Марија, што е една од најпознатите режисерски села во Македонија, доби на кам беше пред 2 години. Таму беше исто случајничка и другарка ми уште да поздравам Марија Апчевска, тука живее 2 згради повере. Од таму е Чупе, да речем. И со ни скрипти нешто како перспектива, некои лесни така логички цртежи. И пошто немаше таа година режија на драмски, ќе се запишувала на шумарски. Тој шумарски беше факултет само за луѓе што не знаеа каде. И јас и Дафето буквално на кафе, од што немаше да дојме на факултет, зедовме скриптите, положивме таму и се запишавме на шумарски. И на шумарски, поради тоа што бев запишан, некој ги терам работи, сакам да ги завршам, учев, правев, цртавме таму перспективи, тоа е малце натрешен дизајн нешто она. Имавме нешто нишка да се интересира, имавме и ликовни предмети, уметност, имаше нешто историја на уметност, имаше некој 10% што може да ти интересен, другото ќе учиш како на скалија, живееш во Скопје, супер. И го туркаш, ама се случи на неправда, се скарав со еден професор и тогаш фактички ја добија тие борбата, ја се скарав и почнав да се карам. Правевме штрајкови она и се фативме во кавга со него и се фативме со кавга со него. Јас си ги зео документи од таму, за неколку испити не го завршив тој факултет. Подоцна завршив на БАС менеджмент. Само речам тука, од тоа сето произлезе, јас бев како пола година квадрат, не таа година пишев книгата прва, Кукла. Работев во Сопотско, димсата ми беше Шанкер Келнер, како да речам шеф на смена, димсата е театарски режисер и мене ми е буквално на сите мои дела рецензенти, сите мои дела ги знае во зародиш. Тој запна таа Кукла книгата, тие некои записи мои беа на човек што е подразочаран во тие некои не средношколски, во факултетски денови. Да, ти се скарала женска да па ќе испиеш нешто ракија, па не мислиш дека светот ти е крив. И сега тие сите некои поводи, јас не мислев дека вреда да бидат книга, ги даде на некои издавачи, тие ми дадеа некои идеи. И тука решив дека сакам и да истуркам книга и фактички тој факултет што го сгрешив ме натера на насоката да се занимавам со уметност. Одев тоа лето во Словенија, во Љубљана. Ти уметноста си ја носеше од... Ја носев, да, ја носев. Да, ама, знаеш, друго е сега ако завршим на време, може и шумарски, може и ќе правам столици во Симпо. Може, не знаеме. Гледаш пак си направи филм и од тоа што можело да биде. Тоа што викаш, работите не е секојаш се од нас диригирани, ние само сме играчи на поголемото сценарио. Ама па од друга страна не треба да се предајме, треба да се изиграме улогата. Ти можеш да не го дочиташ текстот, можеш да застанеш на пола и да речеш ама па другите, јас ќе седам во статист. Точно. А за фестивалот 300, пошто се како што спомнавме, се одржува многу одамна. Ти како што ми каже, исто се испромовирани доста книги, се испромовирани доста краткометражни филмови, се испромовирани други различни културни изложби. Да. Која е суштината? Која ви беше целта? Кога рековте сега ќе го направиме овој фестивал, целта беше да се промовираат поќе млади уметници кои што имат желба да му се поможи нив, јас така го сваќам. Па точно така. Прво вака ние бевме на голема дружина и сите се занимаваа на некој начин со уметност, дали фотографија, дали пишување, дали цртање и така натаму. И уште во први момент тука значи имаше голем набој на артисти
кој непосредно и артисти и публика се на фестивалот. И од тој момент прво се вратиме нели од Скопје, сите дали негде прочитале ваму таму, сме виделе работи. Интернетот нели сме видели други работи. Ко гледаја порано овие политичарите ќе одеа не знам каде, ќе видеа некоја коцка, ајде тука коцка ваква или не знам. Ние арно не бевме политичари. Ќути. Ние си гледавме некој полу. Не, вие ако бевте може поарно ќе беше. Ние бевме негде Белград, ваму таму, Љубљана и ќе видиш некои работи и гледаш дека може и кај нас се направат и пак ќе речам, уште се некои кругови затворени, дали од типови на уметници. Може би се отварат. Јас пратам скоро се што е уметност, ама натре колорелациите не ги пратам целосно, оти си имаме наша ситуација околу 300 фестивалот и така натаму, која што активно ја работиме. Во тоа време веќе сигурно беа многу затворени, значи друштвата на одредени уметници се затворени за да направиш изложба. Сега ние не сметавме дека тоа треба да биде затворено. Некој може на 20 години ќе нацрта убава слика, на 25 може ќе биде писател, на 30 може ќе биде стопанственик. Тоа е негово. Ние не може да му предодредиме дека тој треба да помине некој чакори, за сега да изложи сликата. Тоа исто така што направи со мојата книга. И прво почнавме од тој битолски муавет, 300 работи, 300 работи, нели, кај да се зборувате, сега зборуваме јас и ти за 300 работи. Некој има 300 работи. Некој 300 работи на ум има. Точно така. А она 300 второто е за камерата 300 на браќа Манаки. За браќа Манаки што да збораме, тој му беше другар на дедом. Значи по локално од битолски не може да биде за нив и сега не треба поќе објаснуваме, поќе може да се објаснува светот, ние си ги знаеме, значи тука биле малце погоре на куќа од кај што седиме сега. Студиото. Сега мислевме дека ќе направиме на платформа и првиот пат успеавме и продолживме во тоа, само после се менуваше формат. Првата година снимивме филм СФРМ се викаше. Сашо Паркет беше и монтажер и снимател, имав уште еден двајца други сниматели. Поснимивме во некој викенд. Дел од екипата се загина на Тумбекав. Тоа е скоро невозможно. Нема и кажам кој, значи многу за страмот. Ама двајца се загинаа на Тумбека. Скоро невозможно. Значи толку бевме во тоа. Значи ние снимавме филм, спонзор ни беше Буре, јадевме пици во Буре, мредеш. Така го снимавме цел филм скроз герилски. Јас погодив да е од работа на одмор да се сите кога не се слободни колите од работа и направивме 40 минути. И филмот го правевме заради тоа што имавме евент драйв-ин кино во Гоце Делчев двор. Правевме таму рампа. И намерно го правиме подолг филм, за од филмот ќе направиш краток, ама го правиме 50 минути да има некој мужи со женска, ќе дојде му треба време малце за романс и она. Така да се погава. Но беше така рокеролашки, нешто пак Симсо, мислам дека го тепае на крајот. Мислам дека го тепае да го гледам, мислам дека да, или не, може да го таков мој викот. Да, тој е заљубен во една девојка, таа е манекен. Симсо црнец да не бе, ти кинет обично. Манекенка. Не, таа е манекенка. Што се дешава, тој ја сака неја, а неја таму е као треба му види девојка или мој девојка на генералово филмов. А цела премиса на филмов беше СФРМ, значи не е СФРЈ, туку е секако во СФРЈ, само македонци се главен јазик, македонскиот главен јазик и може да замислиш како тој хаос ќе биде во едно држава. Ама вие кај може да се видат, може да се видат. Ова го има на YouTube негде, мислам дека заради некоја песна ќе треба да направиме едно ретро на 300 работи, дистирно ќе биде интересно. Да направите. Да, ќе направиме убава идеја. Ајде оваа година ќе одајме ова ретро. Да, убаво е да се гледа овој. Мислам аматерски филм, ама има јака енергија. Ќе се дружиме, има прича, има прича, да. Сакам да видам Симсо кај Шумира два пати сам. Да, Симсо умира. Треба двата филма и гледаш. Ги гледаме двата, ги пуштите. Да, ама без смрт да гледаш Шумира, ама не од тука е пак. Така, знаеш што ми беше думата? Велат скапо е да објавиш книга, скапо е да направиш изложба. Треба овде да платиш, треба онде, значи од печатење, од рецензија, од што има таму други процеси, јас не ги знам за објавување на книга. Ти ги помина сите, ти сам ги имаш сите направено првично, ако не се лажам. Да. Од имаме доста млади дечки. Слободно ќе ме контактира кој сака, ќе му поможам во тој што го викат скап дел. Значи сега може да ме линчават некои големи уреднички книги. Ама не ми е тоа важно. Во тој што е скап дел, јас целосно ќе му помогнам. Да речеме во уредување. Прво, многу е важно да има зошто. Значи, ако има суштина некоја книгата, велот ако има суштина, пошто сум се сретнувал со низ уметници, сите што имаат суштина сум му поможил. Еве баш минатата година имавме 2 книги на Сашо книгата. Сашо Паркет исто да ме праша на не овој, значи Оламнани на фестивалот 300 вика како
да ја објавам книга. Му реков седни напиши ја. И уште еднаш 2 години праши, пак му реков и вистина ја напиша книга, дека ја напиша објавивме преку 300 фестивалот со нашите да речам финанси што ги имаме околу печатењето. А околу другите давачки колку што можеме ќе му поможиме. Не, знаеш, уште ми е муабетот ми е да не ги обесхрабрува тоа дека сега ќе биде скапо или не. И за изложба не. Ако ти си ги насликал сликите, што е скапо во изложбата? Треба да одиме на некој место и ако се убави сликите, ќе објави на еден рилс, ќе се договори, сега може е скапо да си изјами, не знам, не кажуваме кој простор, ама има многу места, што буквално да го речеме на лето, тука може во еден подкаст на улица и клаиме, да земат по една гајба сокчиња и пивца, нека си пијат околу изложбата и ќе си се движат. Нас идејата и на 300 тони беше. Значи сите изложби што ги правевме првата година, ете како што ти кажав, значи филмот го дававме во Гоце Делчев. Ставивме рампа и ставивме значи платно и се гледаше филмот. Коли се паркира. Да, па тоа е интересното, знаеш да изгледа малце, тоа е она урбаното, не мора да е се во некоја, не знам каква институција. Длуп тоаш, например, Длуп тоаш да речем, послабо имаше движење на луѓе, ние почнавме да се движиме, направивме на изложба на Длуп, тоа не Владко беше мислам председател, ни поможи и се живеа местото, пошто направивме изложба, а за прво ние на целиот фестивал првиот 300 искаше одредена енергија. Значи за плакатот и логото на 300 компири, Ијан Кеврешан Штрафов и Ален Туцов Скопје 300 компири ги направаа како логова, значи 300 компири да изренда и ги направаа печати. И со 300 компири ја направаа бројката 300. И сето тоа кога ми кажа да го пратат, јас му снимајте се. И првиот ден на фестивалот, првата година 6 или 7 дена траеше фестивалот, значи на тера да пуштиш само нас снимаше. Овие сите мислам дека не колнеа од институциите што беа културни, сигурно таа година и 1-2 години после тоа, 100%. Оти на пример, ние луѓе му излеговме како нафтали нигде не има, знаеш луѓе кои што Скопје, па знаеш сигурно велеа што се овие не се ни писатели, не се ни, не само направивме 7 дена настани, сите настани по 200-300 луѓе, Гоце Делчев се наполни. Значи, кажуваат ситуациите, нема тука што... А види, очигледно е дека, бе, тоа ден денес го има, ако те видат дека си по-креативен, дека си по-способен, дека си по-онај, му сметаш едноставно. Значи, комфорот му го рушиш. Знаеш зошто е така? Зошто има многу на околу врвот или на висок медиокритет, што се луѓе што не се заслужни да се таму. И тие се заслужни и таму само ги држи еден мит дека тие нешто прават. Ако се сообщате со некој што прави, например сега може некој да рече ти не правиш емисија, оти јас сум новинар со факултет магистар, а нема направена емисија, се нема видено в камера, ти имаш пример 300 емисии, карикирам. Така е. И сега тој кога се соочи со тебе нема што да каже, оти ти ги му речеш емисиите кај мене дојдоа луѓе. Не е робот твојата, не е робот ти или се не знам кој Симпсон се роботи. Тие ги гледав, оти ми се пријатели, но бе и други луѓе не се удат. Ама тие дојдоа кај тебе, ти имаш емисија и ти имаш емисија. А тој може да рече јас не прам, оти знам треба нешто друго. Што треба? Еве ти никој не ти дал некој министерство, не ти дал некој значи не знам што компанија, па ти си одлучил да направиш нешто, ти сметаш дека знаеш и го правиш. Е сега гледаноста и гостите и дали, значи утре ако немаш кога да немаш да имаш емисија, ако нема кој да го гледа, нема да имаш емисија. Е истото со ова, ние правевме и со тоа што идеа луѓе, значи вреело тоа што се прави. Точно. Сме правили изложби, никој од нас не бил тогаш во моментот дипломиран во некоја уметност или било која пример. Па иделе луѓето на тие изложби. Да. Ама со тек на времето и луѓето што се магистри по тие дојдоа во 300 да излагат. Тоа значи дека кај нас не е критериумот дали има школа, пошто ние не сме организација што ќе вработиме некој. Ние сме организација која што можеме да пружиме уметност и култура на нашиот начин. И цело време сакаме да споиме конзументите, публиката со создавачите. Значи публиката и создавачите дека се тука на исто на рамниште, уште првиот зборник имаше на последната страна оставено место профилна слика и празни лисија за да си напишеш нешто ако сакаш во книгата. Така, во зборникот дека рече ти на секое фестивалско издание секоја година вие рече вадите зборник. Да, зборник вадим. Еве, ова е некој од ова е 10-ти. Зборник на дела. Да, зборник на дела. Значи ова е 300 работи 300 во 2023-та, 10, значи 2013-та почнаме, го реков. Овде има ете од Индија. Колегата Авишек Бадра пуштено песни, има некои графики, или осврт има. Секоја година ова ни е централен дел, значи во короната што се вика, во короната немаше некои широки избиднувања, ама зборникот пак го извадовме.
тогаш 300 уште го држав, што го спомна пре. Во 300 го правевме неколку години, секоја година на различни места, некојаш во библиотеката имаме настани, некојаш во офицерски, некојаш во домот на културата, некојаш ете во Дуб, на улица можеби. Да. Важно е да има зошто. Ако има зошто, ќе се најди како. Па тоа јас знаеш како го сваќам како нешто што во кое што можат секој кој што сака може да се проба. Ти знаеш како некако во општеството кој што живееме денес, онака луѓето повеќе имам некое чувство како да се плашиме да пробаме, а има многу деца што ги бива за многу работи. И сега знаеш како ако видел 300 чека имам вакви работи, такви работи да пробам. Ти што велиш напиши ја книгата, да, треба да се напиши книга или да се наслика нештото, па пробај. Да ги охрабриме едноставно дека ние да имаме и во Битола имаме, може многу луѓе не знаеле од младите денес многу работи не знаат дека имал фестивал, дека има 300, дека не знам Радост било такво место или ти дека имаш 9-10 книги напишано, Нокта што е каква книга е што ќе следи после. Тоа е нешто што сакам да го истакнеме и да го испромовираме заради тоа што имаме во Битола. Еве 2 емисии имаме со прваци средношколски милионери, дечките денес баш на снимањето на денот ќе ја објавиме емисијата. Пред тоа што победија на НАСА хакатонот. Имаме во Битола стварно дечки кои што ги бива за многу работи. И сакам тоа да осеќаат луѓето дека има каде. Јас така го сваќам 300. Да, секако, сега и во Радост се случува работите слично, ама претежно сите ги канализира во 300. Зошто? Што кажеш ти можеш изложба како што кажа Фре, како место зборам Радост. Да, ама 300 е платформата. Зошто сега во Радост го спомна. Во Радост можеше ми дојде некој со слика, можам клај ги утре на зидо, ако дојде некој нема дој здравје. Ама баш заради тоа во 300 има низа примери. Ајде сега да ми текнува офицерски пред 2 години, јас објавував една стручна литература за пишување сценарио и ја искомбиниравме тој настан со уште 2 настани, од кои другиот беше прва самостојна изложба на едно девојче, која што сама по себе ќе имаше луѓе, но и овој настан и другиот што имаше настапи на музички уметници, направи на полна сала. Точно. Значи таа е на прва сатисфакција. Тоа секако го направиме пошто сликите вистина вредеа на девојчето да бидат така. И затоа ги ставивме во 300. И во 300 комбинираме повеќе елементи на уметност. Так. Ти ќе дојдеш за филмот, ти ќе дојдеш за книгата. Сите настани се така екипирани. Некогаш сме правеле издавање на зборник, Ален Туцово живе го прави сендвичиња во Раос и техно пушта Дексо музика. Фално такви настани се правеле. И сега, например, од нив 10% може да дојде за книгите, ама од тие 90 еден да се најде да земи книга. Точно. И тоа е процесот што треба да се случи. Ова јас не го измислив. Значи го видов на многу места, уште кога ти спомна Словенија, бев на Прежнерови денови, одиш и делат ќулавки со славолет. Наместо славолет има натре песни од Прежнер, поезија. Значи тоа го правев исто во Радост некои такви моменти. И сега тие те анимират. Од тие ќулавки од 100, некои 20 може ги прочитаат поезија или ќе се заинтересираат, ама тоа не е мала бројка за уметност. И тоа го правиме секоја година и ќе продолжиме да правиме, а го правиме и на интернационално ниво, пошто овој зборник, како и сите досега, се е дел од Чешката национална библиотека, пошто веќе од 2017 јас оставив контакт таму со Марина Стаменковиќ, која што го води одделот за славјанистика. И кога одов таму, можам да кажам, тој има милион книги одделот за славјанистика, пошто чесите се исто славјани како нас. Во Чешка ми спомна се учи на македонски. Да, имаше во Брно и во Прага. Сега мислам дека само во Прага, но има катедра сигурно на македонски јазик и поради тоа му требаат книги на македонски. Кој јас имаше многу мал број на книги. Значи оние класици македонски, да речам, најпознати книги. И јас се заинтересирав и имав, да речам, одобрување и од Марина која го води одделот. Му реков дали може да ти пуштам книги прво од битолски автори, пошто уредував книги тогаш во моментот. Ете, 300 го правиме фестивал, јас пишувам книги, познавам луѓе што пишуваат, Симсо, познаваме Сашо. Дали може од луѓето што да почнеме да ти праќам. Ма рече што ќе ме кошта ништо, кога јас ќе ги пуштам и таа задоволно ги стави и каталогизира тие книги. И сега кога одите таму во Чешка национална библиотека на некој компјутер да напишите пример, дали Колегиум, дали Игор Трајковски, дали Симсо. Сите книги јас пуштам по некој примерок, тие ги каталогизираат, ги има таму. Так. И може да се сретнат со современа македонска литература
што кажува уште еден плюс момент за ова 300, значи не е тоа затворено негде. Истото му имам поможено на други помлади, да ги речеме, што се автори, пошто за млад писател може да биде од 10 години до 50 млад писател, значи секој што првото дело ќе си го направи, може да се брои во некој млад писател. Значи јас сум млад водител. Да, за водител не знам. За водителка сигурно не си. Водителка не си млада, сигурно. Ама водител. А за водител може да си. Ама млад сум, тоа е бит. Да, оние ви ток шоу прат бели во косите по 90-100 години. Да. Апрат беше немаш од апрат пензионер. Да. И некој леп скапо Америка, плюс тоа мора нешто леп да се вади. Ќе направиме една кратка пауза, која е многу кратка и се враќаме. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви од Виница беа први кои што се одзваја на нашето барање за соработка и ни овозможија да ги имаме овие две преубави префенси фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче е купено од Мебелви, лани кога почнувавме емисијата. Така да сакам да испратам едно големо благодарам од екипата на Брчиме со Дуле, затоа што не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат и она што го промовираме во нашите емисии, а тоа е човечки вредности и една прогресивна мисла која што денес на сите ни е многу потребна. Се вративме по паузата, си напушивме со Кумбата цигари, Кумбата си го поздравиме ние во режија денес. Има еден комарец што се разбуди од сон, ме нервира, ќе патам, ќе го искршам студиото, дури не го отепам. Ама се зато. Ама ни прави атмосфера. Атмосфера, да. Ама ми го одзема вниманието вака. Беше во Кина месец и пол, ако не се лажам, и имаше едно добро искуство таму и тој свет накратко ми го имаше објаснето коцката, другарти и мојот бивш комшија, Иван. Сакам да споделиш како помина, што виде таму, што те бендиса, што не те бендиса, дали имаше нешто што не те бендиса. Имаш знама таму и интересни ситуации, од Кина после донесе тука 2019 одов јас, бев од 14 февруари негде до март, некој си тука средината, бев негде 5-6 недели и бев на гости кај нив. Сето испадна ултра спонтано. Мусаев околу Божик му е роден денот. Јас му сум кум на керката, на Мика, и кум му сум и на свадбата на коцката и Моза. И му се извинувам на Моза што за свадбата не го чува в коцката и малце поке се напио што требаше. Ама па се отресна и после ние сите се веселевме и имавме прекрасна свадба со зетот. Се шегувам малце, тие свадбите така се. Кумо си има на обврска да се грижи за зетот. Да не види. Ние по битолски се грижиме на тој начин што нема да оставиме жеден. И се грижат за коцката и го поминавме супер, свадба беше тоа. И нели му сега свадба да гледаме дека супер чим родила со дете да имат и живеат во Кина сега. Како што ти кажа, па полку од 10 години. Полку од 10 години. Од 2019 и баш кај нив тие исто имат направено многу за Битола и Македонија, оти мислам дека скоро сите од друштвото имаме одено кај нив на гости. Можеш да ги разбереш, таму се дружат со луѓето од Кина, има и странци, доста не е дека само има луѓе од Кина. Так. И не дека се опасни луѓе од Кина, но си се навикнат и малце на некоја носталгија сакат и се отворени за да му гости и до голем дел од нашето друштво има тој еден кај нив. Да ги поздравиме коцката и Мимоза. И сега јас ојдов така 2019-та, коцката имаше едно моторче електрично и апарат, јас имав еден DJI и тие си одат собајна работа. Првите 2-3 дена се нормално ќе земат слободно, ама месец дена не ќе земи некој слободно да ме чува како бебе. И не би сакал јас. По 2-3 дена, тој е голем град Шенжен, тој е веднаш после Хонг-Конг, неколку пати во Хонг-Конг бевме. Со моторчето го шпарта по сите страни. Коцката уште на почетокот ми рече, значи нормално земавме телефони, интернет сите работи за да не се загинеш и нормално се си работи на кинески мрежи. Уште првиот момент, коцката никако ќе видиш такси различна боја, враќај се на назад. Тоа беше веќе во друг реон одиш, значи како друг град. Тој моторчето имаше 80 километри, значи батерија. Значи ако заминеш 40, ќе ти треба до 40 се вратиш и е тешко да се вратиш. И кога видов тоа дека треба да сум многу ослонат, да, и на интернетот кај сум локации, на Мимоза ја замолив да ми кажи како се вика нивната адреса. И нивната адреса беше Куешанбе, Куенчанжо.
уште ја памтам, отија вежбав цела вечер и ми се исплатеше само по 2-3 дена. Една вечер ојдовме во дискотека. Тие кинезите многу паметно си имат направено, сите дискотеки му се во едно место. Так. И како трговски дискотеки, тоа место работи пример од 11 до 3 сабајле. Само што влеговме таму, коцката го загина телефонот, а телефонот е нешто 2019-та, нешто што ќе биде кај нас во 2030-та. Во телефонот ти се парите, се тие во телефон. Тој плаќаш со телефон така натаму. Таму и да пита некој, ќе има QR код и треба да се титнеш. Буквално, ги врачи на пари, не користе ја кеш 2019-та, сега сигурно уште помалце. И го загина телефонот, само си замина, го снема. Тоа беше некој кварт од градот, например 15-20 км од кај што е зградата нивна и локацијата и како и да е, јас немаше да знам да се вратам. Може ќе се вратев со навигацијата, ама вечер да бегам и влегам од такси и ми ти случува телефонот. И само кога влегов му реков question back, question job. И тој почна да нешто ми објаснува, вика, јас само тоа му повторува, question back, question job, и ме донесе пред зграда кај ми му взе коцка. Ама не разбравме што ти велеше друго. Што ми велеше, не знам, можно ме донесе дома да си легнам да спијам. Кина е многу интересна, затоа го направив тој јас проект 2019-2020 и дни на минатото, пошто има огромно минато, нели знаеме како цивилизација, а овој град е направен 78 кај што бев јас и е направен ултраплански, значи движиш нема нигде гужва. Прв пат гужва јас пак сретна во Скопје. Аз бараме 20 и кусуро милионски град, значи се му испланирано, имат јавен превоз, се, да речам, улици, имат начин на функционирање, на пауза, спијат сите, дури и полицајците што дежурат спијат на пауза околу 11-12. Ама камерите снимат. Многу поинаков момент на се, да речам, на одбрана, од начин на живот, од навики. Значи влегуваш во ресторан и сиде вика нешто, аз го викав чеше меше. Чеше меше. Влегуваш во ресторан и сиде вика чеше меше. Јас си мислев првите пати дека нешто да не се случува, а на секој да не го почнеш мешето. И само чеше меше вика. Да се движиме тука, да речам, низ некој реони кај шума, ни најнаш излегват сите, јас мислам пожар пример има, а тоа излегва цел персонал, во 12 да кажи шефо, пример, кумбата беше најдобар денес, сите слукаме. Најлош беше фоја денес, и секој ден така прат, малце чудно е тоа целото, ама буквално излегва цел, никој, само гостите остануваат во кафаната и сите си прават некој тим билдинг, да речеме, или евалуација. Поново. Некој уметнички аспект нешто за. Посетивме многу работи, изложби, се таму што има некој ци беше центар кај што имаше како тезги, како што прават базари, вака тезги, кај што прават рачни изработки. Се ти е ново, значи таму што да видиш ќе ти биде нова уметност. Значи јас заглавував по цел ден со тој мотор, по 80 км ги возев и навечерта батеријата само ми бучеше, од на батерија се полни и бучи. Еве тука ние во ходник. Ама поќе бучи ова што се полни. Како бучи, јас пиев дор бучеше таа. И пишев нешто, сликав, коцка да ми даде негов апарат, не знам, 5-6 слики направив, само билдав таму дата. Оти ми беше многу интересно, се ми беше интересно, значи гледаш кој трговски, шеташ како по широк сокак, буквално, и од страна има трговски. Само подзастанав настрана, вака да видам како кај ме моторчето, гледам дека сме како на втор спрат. Не ми се веруваше тоа фактички цело што беше нулата за мене, беше втор спрат. Значи незамисливо е за нас. Тие ама векови градат на нивоа, не е тоа сега дека почна. Оти сега ние ако почнеме така и почне сега ни се суди да ни паѓа удобно. Да, оди тие години си прати си работеле така. Познавајќи го коцката, колку што го познавам, сигурно сте имале некој интересен, некој смешен момент, нешто си имаше, сигурно нешто интересно сподесено со него. Ова е преако, не го мислам да кажам, никогаш нигде, ќе го кажам. Јас со еден сотир под навежбање, скроз друга генерација, и покрај Радост, тука во комшини беше, се задруживме тука, прававме домашни вина, значи сотир веќе во пензија, скроз друга генерација со мене, ама навежбање се еднокам требаше пробаме вино, некои колбаси, во Радост си го правевме тоа во вторник среда со комшите. И му викам, ај сега го правиме демек овај вторникот и другата најава одам кина. Кајош кина, одам во Шенжен. Кајош кумусум, чекај, аз имам кумусум едно чупе, мајка му е србинка, татко му ова, Тања во Кина, и сега замисли цела Кина, Тања се води во Шенжен да би. И нормално сите прво ќе ми пуштат нешто за сите. И на коцката нормално, ние останато ни е тоа, како ќе излезеш, кога сме студенти, што треба купам нешто, ги речат сите купи цигари, кафе, ово. И коцката прво ми вика да ќе донесат моите и носат на коцката неговите, носат 2 најлони големи со
Сирење. Сирење. Ама збораме 10 кила. И сега свади ја колку е сато, да, за да кинам однесам. Ама сега одам кај нив на гостир ќе однесам. И сега реков пуштена торба ќе чекирам голема, ќе кламсам сирењето. На мимоза носат уште 5-6 кила сирење, ми носат 15 кила сирење. И со отириди, тој носеше из колбаси нешто и сирење, мукам колбаси трни не стига. Буквално околу 19 кила сирење има во торбата. Ама сирење. Да. И над него клав само пижами некои стари. Ми беше странно ако ме разберат дека со сирење имам во Кина. Значи ќе му кажеш, разбираш, сирење носиш, кој таму сватив, оти најскапото сирење далеко од ова нашето, значи не е ни солено, не има ретки продавници како европски, него француско сирење ќе биде 50 евро, ќе далеко од нашето. Што е далеко од тоа што ние сме навикнати. И ти викам одам во Доха на најсовремениот аеродром и влечам една торба од 20 кила сирење. И само беше срам да не нешто замириса, да мисли да пукне кога ти е во авионот. Ќе замирисаше авионот горе на 10.000 метри горе. Да, не се безбедно. Го однесов сирењето и за да стигнам до коцката се. Со сирењето се најдуваме со Тања, му одавам. Тања од Охрид, мајка му. Пријатели ставаме, наша генерација, ми кажеше таа што работи. Дури ми нудеше работа да предавам кошарка. Вика, знаеш да топкаш како? Јас знам кошарка игра во средно, знам. Вика, може да работиш одма. Како? Вика, англиски супер збораш. Како? Демек те видов овогна. Англиски знаеш, ако знаеш англиски кошарка може да му предаваш. Сега вика, ако имаш некој документ може и во средно, ама за подома скроз може да вадиш плата. Оти таму тие плаќаат да се дружат како со така барем тогаш беше, може и поинаку. Не ојдов да предавам кошарка, ама излегваме на вечер во тоа истото. Не во тој, во едно друго делче како имаше како ке бомбата трафики и се пие пивци и прат прженици некој. Јадиш ништо не знаеш што е тоа, само гледаш да не е, значи куќе да не е, оти реално морски работи беа, ама во тој град кај коцка да немаше куќи. Да, то зедени да. беа. И прженици, пивата многу грди што јадевме, што ги пиевме, ама изледен си како е бој млади си. И се коцката да ја праша неа, како на српски неа, и му кажа, дали си икад ти била у овом реону? И мене тоа ми беше една од најсмешните фрази. И го користам сега кога треба некој да прашам дали некаде бил, дали си ти икад била у овом реону? Тоа ми беше на посмешни работи, имаше многу смешни работи со коцка, да. Ама што знам, треба за коцка емисија овикниш него, ти кажува тој на негов начин. Ќе дојди, имај го на мукајот. Ќе го имам да ќе донесеме, него изложби му правиме на емисија да не е изборни. Да, ќе дојди, ќе направиме повезно. Другото што сакавме да кажеме беше Кина го направи проектот. Да, измина минатото точно заради тоа што изборав. Има огромна минато Кина, значи тоа треба веќе да имаш таму завршено факултети за фотографија беше тоа така. Да, беше изложба на фотографии, поезија и видеоарт. Практички добре во Кина коцката ми најде на тезга за некој проект негов. И јас напишав како копирајт за реклама, ама тоа беше така иденував процес. Напишав една како копирајтот за реклама, фактички требаше да биде како текст што оди за некој цртежи што ги правеше коцка, значи уште во тоа време платформа за продавање на дигитални слики. И се засноваше на нивниот култ за бамбус дрвото, нели тоа семето го третираш ти неколку години до 7 и веднаш расти по неколку недели. И од тоа напишав една поема за грижата која е потребна за се направи такво дрво, поврзано со уметност, и од таа поема ми дојде идејата и поврзам со еден проект кај што имаше книга, иднина во минатото, која е публикована, не е сега тука. Во неја има слики, самата книга се вика Слики и спомени. Во Кина, нормално, заглавував најмногу кај книжарите. Еднаш ми се стресува нозете, реков ќе одам да јадам, по еден трговски, и влегов, попадно видов книжара, и гледаш, таму книжарите се многу поголеми од нашите библиотеки. И тоа е нормално, 20 милионски град, значи, не зошто е тоа така. И на пауза луѓе спијат во книжарите. Во самата изложба има изложено слики кај што луѓето читат книга, оти на пауза таму ти е дозволено. Си земаш книга и си читаш. Так. И не е срамота, значи нормално е таму понивно да си заспиеш кај што ти е местото. Јас сум за таму. Па меѓу 11-12 ќе видиш многу луѓе заспани. Како што кажав и полицајците што чуваат семафорот. Значи буквално оти има камера. Тоа ме паузата и јас гледав во тие сликите, прво гледам графики, калиграфи, сите тие работи, ама има еден оддел голем, тој може да се рече како една голема наша книжара оддел, кај што имаш книги на англиски и сите беа Pictures and Memories,
И имаш на пример некој познат режисер бил во Кина, сликал 50 слики, напишал поезија или напишал објаснување, напишал храна, што го бендисва, направил компарација со Запад и така натаму, и на тој систем на тие книги јас направив исто книга, слики и спомени, кај што каов слики од Кина и некои песни. Ми беше малце и субјективно да објаснуваш, еве мене ми е интересно и ти кажам што ми е интересно од Кина, тебе оти со тебе зборам, а некој кој чита му кажам дека ви е интересно да возиш моторче или дека спи или ова, сите тие во слики ги ставив, значи во самата книга има 100 слики да речем, и има некои поезии што ги правев таму. И има еден есистички дел за таа некоја естетика од исто го мене што ми се допадна. А иначе за Кина исто имаше една изложба во 300, сега ми текнува. На Офнет беше прво дигитално на Офнет, па на 300. Фоер се викаше, јас напишав една рецензија за слики на коцката. Коцката првите години беше фасцинирана од кинескињите и ги сликаше така, кинескиња до тера не слика. Дали има 70 или 20 исто изгледат. Тие личат и тама коцка што ги сликаше сигурно беа 20. Добро. Тоа се познава на сликите. А личат покето исто, замрзнато имате. 70 може и не, 50, 60, тука и 20 се исто и после некога го прекршува и веќе се познав. Ете интересно што беше Кина, одиш по плоштади големи, играт сите вака некако кореографија, како пример како Линденски денови, ама играт на некоја песна, буквално има еден кореограф, едно радивце на батерија и сите тука пензионери, како правеа сите. Значи, навечер си играт некој ден што е ултра интересно. Се до тоа сакав да го донесам како изложба и го донесов во офицерскиот дом и книгата остана, книгите исто така ги има. Како што и работите што ги правиме остануваат, ако не ги направиме нема да остануваат. Многу работи изнакажавме што си правил, сте правиле од фестивали, изложби, ти реков ми рече сите тие работи. Познавајќи го нашето поднебие поќе како Балкан ќе речам, а може и како во Македонија, знаеме дека има многу, јас ги викам лајнари, некој ги вика хейтери или тие такви некои работи. Јас сум сигурен дека се имаш соочено со некој кој биле против она нешто што се го правил во минатото, ти против од не знам од какви причини, ама можеме да речеме причини појќе од типот на неуки луѓе кои што не знаат со што се занимаваш, луѓе кои што не ти посакуваат добро, луѓе кои што не знам, може како што рековме преге, мрзливи се нешто да створат и не му чини се она нешто друго од околу што се создава. Знаеш што, ќе речам јас поќе мислам дека тие се сочиле со мене. Пошто му сум се појавил и му сум сметал, за некој да ме хејта, му сум засметал. И страшната работа што мојата реакција не е очекувана за нив. Тие очекуваат дека ќе седнам со нив да се објаснувам, да трошам енергија, а јас после тоа уште повеќе се трудам да му сметам. Тоа исто како одиш за Скопје и малат комарци на шофершајмната. И сега ти ќе застанеш заради комарците или ќе маниш од средството. Ќе си купиш средство и маниш. И сега јас си купам средство и си мамам од средството. Тој му сметав за првата книга, напишав 10. И сега тој не можам поќе му сметам, оти ново му сметам и некој друг ќе му смета. Сега може ќе му посмета на некој друг. Обратно, ама ќе го посоветувам тој другиот да не му дозволи да му сметат. Има такви луѓе, не ги познаваме, во цел свет веројатно, бидоа сме помали, сите се знаеме и си даваат некое значење дека можат да кажат, ама едноставно ти ако си тргнал за Скопје ќе стигнеш ќе мават на шофершајмната, може бумбари ќе маните и мани си од средството и ќе си поминат. Јас мислам дека тоа е лекот. Така стигна и ти изложби, така стигна. Ете сега чисто ги кажам. Значи имало хертери да речеме за првата или втората книга или ете за изложбата што спомнам. Ете фојата напред прва самостојна да ми беше изложба. Да, ама сега ова година, значи имав изложба и мене промотор на изложбата на книгата ми беше Киро Урдин. Значи еден од најголемите македонски уметници, визуелни. И во еден момент беше тој, ова е многу интересна информација, разговарајќи со него ќе дознав, беше еден од најскапите живи уметници на свет. Значи негови дела беа најскапите дела од живите уметности. Уште е жив тој, зборам пред 20 години, беше еден од најскапите живи уметници. Како да речеме од Ван Гог што се скапи сликите или од Пикасо што биле своевремено, ова е еден од таквите ликови. Тој ми беше промотор на оваа книга Ехо на вековите од Курбиново до модерна Италија. Како стигнав до оваа книга? Курбиново уште пред неколку години одев, правевме заштитна една материјал за ѕидот и кога влегов натре се фасцинирав. Сум бил и претходно, но тој ден се погоди некоја магија, се фасцинирав од фреските, како светлото тамаваше на
на таа фреска, да речем, како се живи боите. После кога почнав да чепкам за историјата, дека тоа фактички било штала. После војна зборам 45-та. Покриено значи цело со земја, штала без кров и никој не знае тоа дека е црква. Случајно понатаму се разоткрива дека е црква и можеме уфала му на Бога, може тоа е некој божи план, замисли, може ако беше црква, може ќе беше и турната претходно. Значи не е тоа дека зошто била штала, дека била штала, денес имаме како културен музеј. И јас мислам дека треба уште повеќе да се работи за афирмација, значи треба таму да одат туристи да гледаат, оти ова нешто невидено. Јас случајно дојдовме да ги сликаме, да ги фотографираме специјално и снимавме видео и Коста Дипчинов ми помагаше околу видеото за фреските, пошто издававме на книга двојазична. Цела фасцинација двосмерна. Јас во Италија добив неколку награди. Сега не е време ни место, кој што сега ќе си разбери, добив награда за поезија и 2023-та и лани. Фала му за тоа, ама се заинтересирав многу за Ренесанса. Кога се заинтересирав за Ренесансата и кога почнав да чепкам за наоди за Курбиново, гледаме дека 2 века пред Ренесансата имаме стручни наоди, значи од лица што се занимаваат со историја и после со појата. Дека ова е пред Ренесансен период. Сега има многу различни гледишта зошто тоа било така. Јас си имам мое толкување. И со Киро Урдин доста зборувавме. Киро Урдин патем ја добија книга електронски, многу му се допадна и ми рече на работа дека пишувај кратко, пишувај јасно и продолжи така и ќе продолжам, како што викаме, за да ги мамам овие од шајбната што се комарците. Чисто. Тоа е голема работа, ти кажи Киро Урдин, тој што знае, тој што не го знае, не мора да знае, ама не мора и да збора за нешто што не знае. Не знае, па тоа е проблемот што најчесто зборат оние кои што не знаат. Така, ќе речат кој е па Киро Урдин, ако не знаеш кој е, оди. Сега е лесно Google. Да, ако не гиш ни да знаеш, може да си оди кладилница и да си пиши ливчиња и не мора со нас да се занимава. Таа твоја упорност исто ми ја прераскаже и во приказната за постдипломските факултетот во Охрид. И интересно е да се слушни, ама не е толку мора прво контекст да дајме за тоа и не ми е проблем цел да дајме. Добро, да, контекстот е. Дајме и контекст целосен за да стигнеме до тоа главното. Да. 2015-та имаше конкурс и до мене стигна информација, да знаеме дека пишиш, правиш уметност со она. Има супер, се отвора прва година сценарио и продукција. Првата година беше замислен така. Наредна година ќе бидат режија и сите останати смерови, монтажа и така натаму. Трета ќе почне глума. Тоа беше проект владин и се состоеше од тоа што имаше обемна пријавна, да како 10 чекори имаш. Значи треба да имаш диплома од англиски, треба да имаш нормално додипломски студии завршено, треба да имаш сценарио кратко, да имаш некој дело да пуштиш, така натаму, сите тие 10 чекори што беа дадени за таа веб страна. И супер веб страна, отвориш веб страната, скоро си викаш too good to be true, да не северо. И си чудно ми, ама не ми беше проблем да ги составам сите работи. Имав книга, веќе и втора книга напишано, имав други работи, напишав едно сценарио интересно, може некој ќе работа пак кратко. Ги пуштив документите, ми стигна документ дека можам да одам на Orientational Week се викаше, дека како запознавање со професори од Чешка. Јас тогаш втора година го имав работев и во Графоклуб. И многу ме тргаше ова идеја. Воспоставаме дека Раос, викам, ај Охрид кај, предпоставував дека постдипломски обично се одиш пишеш семинарски. И сега џаб ќе се запишам, одов една неела, таа една неела, правевме се и се што кајаци се пливаја, точаци се возеа на галичица, учевме нешто, ни држеа предавања, ова, она држна едај. Збораме за нешто што, како рече, too good to be true, што сме го имале. И тројца професори од Чешка зборат со предавачи и сега, например, сега цела работа ми е скоро невозможно. Првото што барам на интернет нешто најефтино, најдов една преку некоја скопска агенција за 50 евра, 100 евра, додиш со автобус во Прага, 3 дена, одма уплатив тоа, да видам дали вистина така, оти ни даде документ дека е сестрински факултет, ова се викаше ФИОФА Охрид, Филм Академи Институт Охрид, со ФИОФА, со ФАМУ во Прага. Прво да видам дали е вистина така, тоа не е нормално, може полесно да напишеш мејл таму да ти одговорат, ама има ситуација и одов таму. Одам таму, легвам на некој рандом час, тука куќиња седат луѓе да си предаваат скроз чил, тие мислат дека од некој департмент. Јас со списокот гледам на врата да пиши пример професор, да речеме да се Иво Трајко. И му викам, извинете, професоре, дали и вие нормално англиски?
Значи македонски во Чешка нема да разберат, Значи, така се има моа. македонски книги. Има таму англиски оддел. И му викам, извинете, дали вистина ова ќе биде вака во Охрид? Да, вика, исто, имаме немалце поинако систем, ама истото ќе доаѓаме ќе предавам. И сега веќе супер. Уште сум на двојба, уште одев и на работа, од сабајле одев малце до 9, кастев таму еден сат одев на часој. И една неела првата ни предава Иво Трајков сценарио и кога ти предава Иво Трајков, значи ти расти глата до избора. Значи работите сите како ти се тука ти ги поврзува него, тоа е веќе, знаеш, има тој некој предиспозиции, таков тип на предавање, многу големо познавање. И да ти го пренесе. И ни предава Парис Тексас го даваше филмови, не ми е еден од миланите филмови. И јас веќе пресеквам, викам тоа, ќе идам. Ке се што треба ќе превземам, ќе намалам битола, било како стан ќе најдам. Таму беше како војска. Одевме од понеделник до петок, поточно јас издејствував имавме и други колеги што беа на работа и договоривме од среда до неделя, барем понеделник, вторник да сме на работа. Так. Нешто и другите дена да одиме да се враќаме нешто и одевме од среда како до неделя, мешавме како и да е. Некојаш се враќаме страна, блиско е Охрид да речеме, прилично, ама беше како војска, одиш од 10 на Сколија, имаше од се што треба. Тоа се вика стариот офицерски во Охрид. Кога велиш се што треба, имаше збор. Имаше опрема невидена, сега ќе ти кажам што значи тој. Во секоја училница што беше за предавање имаше огромен телевизор, имаше датотека со филмови, сите со авторски права, со превод на англиски. Имавме киносала, тоа е амфитеатарот на факултетот во Охрид, што е таа офицерскиот дом. Таму беше и Апостол Павле заедно со нас. И имаше камери, доли опрема. Тие сите беа како европски проект, нешто владата или како од Европа. И кога дојдеа луѓето за асистенти, кога видеа какови опреми имаше на бубици, значи Leica леки, најскапи Black Magic камери, значи најскапата опрема за да се снимат кратки филмови понатаму, можеби и долги така натаму. И затоа беше системот направен. Првата година само сценаристи и продуценти да се напишат сценарија, за наредната година кога дојдат режисери да одма почнат да снимат. Наредната година 20 души се запиша. Тоа беше сето страшно плански направено. Да, и сите бевме со државна стипендија, во тој момент обврзувачка таа беше, некој си околу 10.000 евра, не знам точно, ама беше околу 10 обврзувачки, што значи тоа ја спрашав адвокат, вика дека ако завршиш, факултетот си го заврши од твојот, ако не завршиш ќе си платиш колку ќе учеш, пример ако учеше 3 години ќе си платиш 40.000. Тоа време, значи зборам 2015 како еден стан, како дупло сега. И кога ќе видиш дека е така, кога ќе видиш после што знаење ти дават луѓето, се одлучив целовито да се усмерам на тоа. И кој што вика што некој позитивен инет, ама ние овозможија буквално се што ќе побарав. Значи ние сите имавме некој познавање на англиски, нели дипломи. Ама запишуваш сценарио, да читаш на англиски, да пишуваш на англиски, тоа е малце повисоко ниво. Цел семестар ни донесоа професорка од средно од Охрид и жената ја преплавила со материјали за сценарио, за да не научи да не донаучи англиски. И буквално вложија во нас. Факултетот беше нешто невидено. Наредната година имаше двајца од Њу Јорк, студенти зборам. Иначе имавме од Колумбија професор Брендор Ворд, чија што поговорка велеше копање пишувањето, секој ден треба станеш и да копаш. Добив на факултет кој почнав тоа од 8 до 10, сега пошто сум и на работа и во битола и со фамилија, негде од кај 5 до 7 го правам тоа копање и тоа вродува резултат. Пошто тоа е малце фама во филмовите седнал, тој сега и пие виски, пуши цигари, најнаш пиши 100 страни. Ако не страводиш километри, оди тој може ќе напиши во 5 дена 100 страни, ама ти ако пишеш по 2 страни 350 дена, еве ги 700 страни. Да. И така пишевме, велеше кај се твоите 5 страни, кај се твоите 5 страни. И така стигнавме да правиме квантитет по квалитет. Така стигна и сценариото што сум го напишал на факултет да биде награден. И на друг мој колега сценарио Газмен и Заири и него го беше наградено. Значи рачуне од неколку 5-6 наградени сценарија во Македонија, од кои што знаеме дека 10 ќе бидат соврски. Да. Моето и на Газмен тешки да беа соврски, ама еве ги кажувам во тој наврат дека беа наградени. Се стигаме до третата година. Секоја година ние имавме прво еден последниот ден од годината ги имаш положено сите испити, имаш државен испит. Тоа е во Чешка така и кај нас беше воведено и доаѓа комисија од Чешка со 3 професори. И полагаш цел материјал. Значи те поставува прашање од еден предмет до друг и си разговарате како усен испит, некој пола сат. После групно сите си надополнуваат и вика да преминавте со таа оцена. Значи доаѓаш како крајна уште една оцена. Сега третата година имавме државен испит, во понеделник беше.
Во вторник имаше да се брани уметничко дело, во случај кај мене беше сценариото на продуцентите, лоши, значи кај што прават таму разделба на филмот. И кај во среда, во последниот ден, требаше да биде бранење на тезата и со тоа да магистрирам. Завршиш. И идат професорите, што викаме по видолски како помачани, да ни кажат дека факултетот е замрзнат. Значи некој превзел големи акции, да се намачи да точно на последниот дел, ние ако треба да магистрираме, да добиеме документ, да биде замрзнат факултетот. Тоа се случува во кој период? Значи, ова е 2017, да, се влезе у собрание. Така, после тоа, во 2017, по X ние на крај памет, значи во нашите студенти, во и по професорите, имаше луѓе, буквално во професорите имаше луѓе што идеа со сејо мајци, пример. Значи тоа воопшто, најважно кој што е тоа политичка определба и кој има политичка одговорност или каква и да е одговорност, тоа си треба друга да си крка, да го речеме по-обителски, а ние го кркавме студентите, заради тоа што така беше. Најмногу крка, можеме да речеме Охрид Македонија, што тоа се уништи како ситуација, пошто имаше луѓе голема инвестиција првично. Да. И жално е што тој уште институт не може да го затворат, пошто тоа беше европски проект и си поминал по сите канали здрави и убави, само можеше да го кркаме ние го студенти и да го кркат идните генерации што ќе учеа и многу луѓе, например, се пак тој мој позитивен инат, ние стигнавме на многу состаноци, тоа е цела емисија збораме, ама на крајно стигнавме дека на ФДУ ќе ни дадат постдипломски стипендија. Супер, јас таму ојдов на постдипломски, завршив, ако требаше од 2 години, нормално одинањето мој во година и пол. Сашко Насев, што го спомна пред со клумбата, ми беше мене ментор, малце ме зарази со театаро и супер, да научив, пак нешто научив плюс во тоа целото сивило, да речеме дека ние по втор пат учиме факултет за нешто што сме завршиле, од единствен начин да добиеме таква диплома, ете го направивме. И јас бев прв што магистрирав пред 2 години, значи. И сабајето ми стигна порака од втор, мисламе, или трет индиецо, Абишек Бадра со дипломата. Да, од и му прави него препреки како можел тој од англиски, го прими Македонија, му даде документ дека треба да учи. После знаеш какви глупости излегваа луѓе што беа со перманентни лични карти, на суд ги вадеа во Скопје, од Ирска човеко, зошто зедел во Скопје како да е знаеш некој бегалец, на суд го има извадено, човеко сакаше во Скопје да седи. Значи катастрофа, има многу, значи многу луѓе доаѓаат од цел свет, од Мексико имавме колеги, колешки од Бразил дојде една девојка, околу 20 студенти беа во втората година, во трета и од Турица се запишува. Прво беше супер ситуација, пошто имаше стипендија му дава државата, секој беше планот дали понатаму имаше стипендија и така натаму, не знаеме. Ама луѓе од цел свет дојдоа да се разберат за школото. На нас ни предаваа луѓе исто така од цел свет, Канада професори од и се учеше, се правеа филмови кратки што се многу квалитетни. Тие на 300 учествуваа, јас таму направив исто фестивал, мислам учествував во правењето на фестивал, самиот факултет имаше еден фестивал, се викаше Film Ocean, ние бевме првите креатори, првата генерација. Димитар беше од продукција, тој го водеше. Се што знаев за фестивал, дури ојдовме со литературното свиревме, сите се дружевме, тие дојдоа кај нас на 300, Иво држеше предавање во радост. Супер една енергија и супер. Се створи нешто големо, се створи нешто светско, ајде да речеме. Да, ама и се нешто што ќе се трди од елитистичките кругови. Од сите знаеме сега ФДУ, секоја чест на исклучоци таму, што се вистина ретки, ама ФДУ сега е многу потешко, например, ти да одиш за амбасадорот, кога детето го запишеш на ФДУ. Да. Има една мит кој уште траи дека треба да се запиши некој на петко на трајко и тоа е останало така и сега ако не можеш така ќе мора да одиш на монтажа или на камера, а овде беше поинаку. Ако имаш ти квалитет, без никој ништо си пополнуваш и ќе добиеш стипендија. Так. И сега тоа на некој очигледно му сметало. Да. И направиле големи напори. Значи ти треба фактички како да завршиш право, да ги научиш ти. Јас фактички завршив право, за да читам со помош на Главинче, адвокатот, тој ми поможуваше, ми даваше материјали, јас читав, јас се сретнав со 2-3 екс-министри тоаш на состаноци, беше ти отворено и ката, ова е политички проблем, викам политички решавајте го, ние значи сега ние завршивме во 2017. Завршивме од 2017 и се запишавме во 2021 на факултет по 4 години. Човек по 4 години ти можеш да Оскар да добиеш филм или не знам што, да. А тоа е губење на енергија.
И ние сме навикнати на тоа губење на енергија. И сега ова го зборам за нема наредно губење на енергија. Точно. Тој факултет, јас да сум утре, треба да се направи факт. Оди таа опремата треба да се најкај. Сега не знаеме кај. Знаеме кај опремата. Опрема има, тоа збора со милиони евра. Абе, тоа не само што збора, не треба ти да јас не разбирам колку кошта камера, ако намести тој воз никој да тука е камерата и го снима со Blackmagic, мани на математиката, сега ChatGPT ќе ти кажи колку е тоа. Да. Значи најубави микрофони има. Сега кај е таа? Не знаеме кај. Ја лапна, не знаеме. Сега тој институтот постои, треба да се возобнови, треба да се земи некоја иницијатива да чекај. Таму завршија луѓе, кај се тие луѓе? Како може тие луѓе дел да се зачува од тоа? Значи зошто нешто приказка почнала, се кини назад, па ќе почнеме нови приказни. Континуитетот тоа што најмногу нас не недостига. Континуитет само тоа може да направи да овие борби не се безазлени. Па мислам дека сега во интерес на времето еве кумбата почна да се прпелка на земја дека треба да завестите пуштање работата. Завестите влева. Имаме многу што да си поправиме муабето, можеме и да го направиме и во некоја друга прилика во поинаков формат, во истото место во поинаков формат. Ние со кумбата еве разговараме сакаме некои лајвови да правиме со одредени теми кои што ќе траат и по 2 и по 3 сати, зависи од гостите и од темите. Фоја многу фала што дојде, секако ми беше многу кеф и што си пиевме кафенце, и што си дојде денес, тука имаме 300 работи, 300 книги, 300 работи знакажани. Ете, водиче кафенце, тоа имавме, ако сакаш да одиме порачаме уште нешто, некој пицуле од кај Шведска. Не, Јаден дојде, Јаден дојде, да. Така да се надевам дека и ти убаво си помина, се надевам дека и кажа тоа што сакаш голем дел од работите да ги кажеш. Ти останува задача коцката кога ќе дојди. Ќе донес. Може и двајцата да си бидите гости. Ама ако е 3 сати може нешто ајвар да правиме. 3 сати многу време. Ти рече во сат можам штрудла да направам, па ако може штрудла да направиш. Ние правевме и такво едно правевме наша кујна, се викаше, правевме едни видеа Мрако ги снимаше и ги има на YouTube. Наша кујна, правевме нешто со Будинџи, ова се дружевме тоа што беше 300 на почетокот. Така да можеме да местиме да правиме. Не, јас ќе ти кажам, вие со кумбата месете правите, а јас ќе пробувам ќе јадам. Ти со коцка да снимајте, тука ние ќе си печиме овде тоа. Може така. Зборајте си. Фала ти уште еднаш многу што дојде, се надевам дека гледачите добија една многу убава порака како треба еден човек да биде истраен во она што сака да го прави. Фојата го прави она што нас и како нација и како народ ни треба, тоа е да се бориш за македонскиот збор, за македонскиот јазик, за македонската кирилица и за сите тие работи и што ги искажува преку неговите книги. Расчепкајте малце по интернет, ќе најдете многу интересни работи. Се гледаме наредна емисија.